Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосаљевиќ, а вие следите емисијата Заспи ако можеш. Вечерва ќе разговараме на тема или на теми кои што се бака просто кажано засладокусци, иако и дефинитивно за целата јавност, меѓутоа за оние кои што сакаат историја, сака да дознаат малку повеќе за македонското минато, затоа што ќе разговараме со човек кој што целосно е втурнат во таа приказна, историчар, истражувач, документарист, поново директор на Македонскиот културен центар во Истанбул и советник за култура при Македонската амбасада во Анкара, господинот Димер Ратајковски. Добра вечер. Добра вечер, поздрав до гледачите на Алфа телевизија и благодарам за поканата. Да, Ратајковски е мој стар колега, ќе речам, од факултетските денови, додека јас се префрлив целосно во новинарството. Ратајковски буквално ја зграбчи историјата во своји раце. Еден од, нема се спомнеш ако кажам, силните истражувачи воопшто, особено на фотографијата. Меѓутоа човек кој што и тоа како веќе има дадено придонес во реоткривање на македонската историја, особено од времето на 19-тиот и 20-тиот век. Да, иако сето тоа можеме вака и да го прошириме и назад, постојано негде на релација Скопје-Истанбул, Скопје-Анкара, Скопје-Месопотамија, главно оние делови од Турција кои што се граничат со Ирак, со Сирија, тамо каде што почнува цивилизацијата. Така, па добро, Ориентот можеби е мојот најголем предизвик кој што го имам во животот и несомнено па судбината таму ме одвела веќе и се надевам и во иднина во неколку наврати. Го сакам истокот и ги сакам источните култури, вклучително и османлиската култура. Па можеби и патот ете ме трасираше да работам и да живеам во Република Турција и се разбира да го црпам сето она наследство кое што го споделуваме заедно со Турција, вклучително работа во Турскиот државен архив, како и работа на културно поле преку мисијата на Македонскиот културен центар во Истанбул, со цел да направиме еден мост кој што во иднина ќе го зајакнеме помеѓу двете култури, да ја донесеме Македонија пред се во Турција и да го донесеме, се разбира, најдоброто од Турција во Македонија. Она морам да потенцирам во вашиот вовет она што го имавте. Да, тоа е така, јас сепак не можам да останам настрана од историјата, од истражувањата и покрај функцијата која што ја имам во моментов, сепак тоа е нешто што е посилно од мене и го имаме во нашата генетика, барем ние кои што сме студирале и сме завршиле историја. Меѓутоа, она што можеби би рекол насушно потребно е тоа што државата мора повеќе да инвестира во историјата. Ние сме држава која што малку го правиме тоа, или практично сосема невидливо, за разлика од другите соседни држави на Македонија, да не зборувам за европските држави и споредби и паралели. Споменавте истражување и истражувачи, тоа е нешто што на Македонија и треба. Мора да постојат такви личности кои што на еден начин ќе најдат потик и ќе може да ја анимираат јавноста, меѓутоа на еден многу интересен начин и на еден специфичен начин. Тоа е она што генерално академската наука не го прави историска, затоа што целта нивна е сосема друга, а ние денес се соочуваме и со пропаганди од страна на соседните држави пред се, кои што гледам дека луѓето мора да најдат начин да најдат нешто со кое што ќе се поистоветуваат со цел да сватат на што припаѓаат, да ја сватат својата суштина, да ја разберат државноста пред се, историјата на сопствената култура се разбира нацијата, народот и државата. Така. Ако некој се интересира за македонската револуционерна борба, за македонската револуционерна организација, Турција е практично мека за откривање на сите тајни на оваа организација. Некој може да праша зошто, меѓутоа да го праша човек што не ја знае. Имено Истанбул, со неговите архиви, со неговите историски документи, кои што се бескрајни практично, овозможува
буквално фрлање на нова светлина на целата приказна околу организацијата. Вие имате таа среќа, практично, што сте таму и вложувате огромен труд, огромна енергија да извадите, претпоставам, едно мало делче од сето тоа што го има таму. Во Истанбул се наоѓаат архиви во кои што, бидејќи Турција како држава, тогашната Отоманска империја и покрај некои наши предрасуди, била исклучително снажна држава, исклучително сериозна и одговорна држава, која што чувала документи, записи практично за се живо и диво, па така и за организацијата. Колку е, за почеток, напорно, колку е тешко, не зборуваме за оној духовен момент, туку чисто физички и ментално, да се влезе, да се нурне во тие архиви таму и да почне да се истражува и да се бара она што за нас е најважно. Па добро, генерално тоа е така, како што го кажувате вие. Да, Турција е инспирација, пред се имајќи во предвид дека самиот Константинопол, практично Истанбул, бил 500 години главен град и на Македонија, и на целата Румелија генерално, и се она што се случувало на оваа територија се документирало и се праќало во престолнината. Можеби ние македонците, па и не само ние, сите оние кои што ја проучуваат или се во допир со османлиската историја, сметаат дека сепак таа историја е историја која што има еден термин, баш и Бозук ја вика, дека била така несредена и дека во тој период практично било период на анархија каде што не можело се да се регистрира и се да се документира, меѓутоа не е така. Може би така им делувало на луѓето овде, меѓутоа реалноста е поинаква. Да, се разбира, меѓутоа реалноста е поинаква. Се што се случувало на територијата на Османлиска Македонија, буквално се е регистрирано, се е документирано и се е испратено до главните вилаетски центри, а потоа и до престолнината. И тамо стои се уште, ова е многу важно. Документи кои што се уште стојат во Истанбулскиот архив. На шега со моите колеги велиме се она што нема да можете или можете да го најдете во Софија, ќе го најдете и во Истанбул, ако Софија не ви го дава. Така што има еден корпус целосен на документи. Видете, Османлискиот архив, особено Турскиот државен архив во Истанбул, е нешто што може да собере 4 македонски архиви заедно во него, 4 до 5, што значи станува збор за огромен корпус на документи. Што е потешкотијата во сето тоа? Потешкотијата е што најголемиот дел на тие документи, повеќе од 90%, се напишани на османо-турски јазик. Со арамски букви, претпоставувам. Да, што за македонците е нечитливо и неразбирливо. Ние во таа област немаме инвестиции да едуцираме и да обучиме луѓе кои што разбираат османо-турски јазик, и кога зборувам или критикувам по однос на државата дека треба повеќе да инвестира во историјата, тоа е она на што мислам во моментов. Затоа што, верувајте, нас ке ни требаат не декади, нас ке ни требаат можеби и векови за да ние се преведеме од Турскиот државен архив документи што ги има по однос на Македонија. А ние сме многу пасивни и не го правиме тоа. Јас соработувам со професорот Ѓокташ од Универзитетот Коч, кој што предава османо-турски јазик во Република Турција, и заеднички работиме на превод, на транслитерација на документите. Така што верувам дека во иднина ќе излезат многу заеднички проекти, не само за општата македонска историја, него специфично за македонската револуционерна организација. Сепак, не треба да заборавиме дека јас и како истражувач во Државниот архив во Истанбул, јас се поведувам од она што мене ми интересира, мене ми е полен интерес. Меѓутоа, државата мора да превземе мерки за да го донесе она што го имаме како документ од една поширока гледна точка, така што секој ќе може да се најде во она што го работи. Се мене ова што ме интересира, слободно е да се влегува во архивот во Истанбул? Апсолутно. Државниот архив во Истанбул е отворен за секого, вклучително и за странски истражувачи. Меѓутоа, предноста ја имаат секогаш државјаните на Република Турција. Јас, бидејќи по дипломатски статус се водам како жител во наводници на Република Турција, бидејќи имам кимлик, тоа е личната карта, јас можам да истражувам и онлайн, меѓутоа можам и директно во архивот. Специфично е за македонците кога ќе дојдат во Истанбул, имаат изброени денови, имаат ограничени финанси, и така што и нивното време е скратено, меѓутоа и
по однос на истражувањето во архивот и временски не знам колку ќе можат доволно да го најдат она што им треба. Затоа ме интересира како изгледа таа работа. Вие влегувате во архивот. Јас сум разговарал со македонски амбасадори во Ватикан, на пример Звонко Јанкуловски, кој што исто една стравично голема архива на неверојатно и непроценливи историски докази, материјали, во кој што влегувате и нормално треба да го владеете јазикот. Пред нација тама е латински нешто полесно, ова е османо-турски. Да, исклучително тешко на арапски, со арапски букви напишано. Како воопшто, не знам, имате граѓа, така се нарекува граѓа материјал од милиони и милиони страници, како воопшто се сноѓате да влезете, мене ме интересира сега, не знам. Која е предноста на турските институции за разлика од македонските институции? Јас забележувам и кај нас институциите сега во последен период пробуваат да се дигитализираат и да се модернизираат. Тоа е нешто што турскиот архив, таа домашна задача, и турските ја направи многу одамна. Може би не е за верување, меѓутоа 70% од архивскиот материјал на Државниот архив на Република Турција е дигитализиран и стручно обработен. Така што за сите истражувачи апсолутно нема никаква пречка да можат дигитално сето тоа да го проверуваат, да го истражуваат. Впрочем и поентата, идејата е на архивите е да се отворат и да се дигитализираат, да се скратат финансиите, а со тоа да се скратат и патувањата по однос на добивање на определени документи кои што се од ваш интерес како историчар, како истражувач и така натаму. И турскиот архив ги нуди апсолутно сите поволности, па дури доколку ви треба, ви пружаат и асистенција на луѓе кои што можат да ви помогнат и во пребарувањата и во изнесувањето, се разбира, на тие архивски документи. Јас работам на неделна основа во Државниот архив во Турција. Тоа не е она што ми е мене работа на опис и попис на работни задачи во Турција, меѓутоа од 500 до 1000 документи на неделна основа ги вадам приватно од Државниот архив, така што верувам дека ќе се собере определен корпус на документи од кои што ќе можеме да го излачиме, да го излечеме она што нас ни е фокус на интерес. А има многу документи кои што ги потврдуваат, ќе кажам првенствено тезите на соседите, меѓутоа ги потврдуваат и нашите собствени тези за нашето постоење, за нашата индивидуалност и за нашата посебност, и тоа е она што мене ми се разбира фокус на интерес. Ова е многу важно, самиот го загаднавте. Соседите наши, пред се ќе кажеме да бидеме отворени, Бугарија има интерес да го презентира тоа што го има во своите архиви, во своите документи, меѓутоа главно она што не си одговара. Турција, условно кажано неутрална во целава приказна, апсолутно нема потреба ништо да остави настрана. Нормално, доколку сте способни како држава да влезете и да го пронајдете тоа што ви треба. Интересен феномен е затоа што во оваа ситуација верувам дека Отоманската империја, која што веројатно сите тогаш ги доживувала како непријатели на државата практично, немала причина да биде кон некого поприемчива. Туку едноставно била она што се нарекува објективна, ги прикажувала работите какви што се. Ние би можеле со соседна Бугарија, со соседна Грција, па и со Србија нешто да си местиме едни на други, условно кажано, тоа што не одговара, тоа што не. За турците е она. Еве вака беше. Дали сум во право? Апсолутно. Видете, Државниот архив во Истанбул, па и политиката на Република Турција во овој контекст акумулира документи од Мароко до Украина, од Украина до Авганистан и од Авганистан до Јемен и Етиопија. Па видете сега во оваа огромна територија колку фокусот на турските историчари ќе биде ставен на овие провинции што се надвор од областа на Истанбул и денешната територија на Република Турција. И се разбира нивниот фокус на истражување и во нивниот фокус на докажување и полемизирање е во рамките на турската историска проблематика. Меѓутоа, они не се занимаваат до толку со нашите проблеми, со проблемите кои што ги имаме по однос на Бугарија, по однос на Грција и така натаму. И затоа ги оставаат документите отворени. Само една, ајде да речеме, духовита забелешка, вели кога некоја голема битка за балканските држави се обележува, дели ние се возбудуваме околу неа, истражуваме на таа и таа дата и така натаму, турците велат да, кај нас беше вторник. Отприлика сега мораме да бидеме чисто со тие работи. Ние разговараме за империја која што имала вековна историја и која што половина свет практично го држала под своја контрола и за нив едноставно нема таа тежина што ја има за нас. Природно.
Апсолутно, токму и затоа Државниот архив во Истанбул е отворен за сите истражувачи. И сите оние кои што сакаат да црпат од таму материјал и да го објават. И несумнено, и не е само Македонија. Можеби и Македонија и македонските луѓе кои што транзитираат низ Државниот архив во Истанбул се малобројни, за разлика од другите држави. Грција, Србија, Бугарија и така натаму. Многу повеќе напор. Апсолутно, таму има повеќе истражувачи и повеќе луѓе од овие држави и тие ги користат и ги црпат ресурсите на Државниот архив. Меѓутоа, на крај секој кој што ќе се снајде и ќе најде подобен материјал за да го презентира. А верувајте, во периодов кој што измина, навистина имаме акумулирано, првенствено, нормално зборувам во лично име, материјал кој што ќе отвори нови светлини во историјата и ќе го даде видувањето. Ние сме македоноцентрични по однос на нашата историја и можеби тоа е добро, така и треба да биде. Меѓутоа секогаш треба да го имаме во предвид и гледањето на другите кон нас, особено во нашата историографија многу ретко и многу малку е работена турската страна, како они гледале на случувањата во Македонија од нивна перспектива. Тоа е нешто што не е работено. Ево таквите документи ќе ги најдеме сите оние мали нешта или пикантерии кои што нас како историчари многу ни значат, бидејќи процесите се тие, настаните се тие, меѓутоа толкувањето и вистинитоста на тие настани се разбира се нешта кои што апсолутно даваат и надополнуваат нови погледи. Сега, самиот рековте, вадите од 500 до 1000 документи неделно од архивот. Да. Тоа е за еден човек индивидуално огромна бројка, која што се треба да се испрочита, да се исцрта, да се како да наречам, да се испровери. Апсолутно, од неа да се извадат она што е најважно, една макотрпна работа, претпоставувам страшно многу, меѓутоа во исто време рековте голем дел од овие документи се поклопуваат со тоа што го тврдат нашите соседи. Да, има и такви. Да, меѓутоа и дел се кои што баш она ја држат нашата приказна. Апсолутно, и таквите ќе ги објавиме, се разбира. И сега ова е многу важно. Научникот и патриотот, условно кажано. Од една страна имате научна потреба да бидете објективен, се разбира. Од друга страна го имате моментот дека вас ве интересира пред се нашата вистина. Како тука човек може да избалансира во овие работи? Па видете, проблемот е што ние историјата ја гледаме или сакаме да ја гледаме со денешни очи. Што не е возможно, се разбира. Да, меѓутоа сите ние тоа го правиме на Балканот. Ние кога гледаме дека соседите тоа го прават, па зошто да не го правиме и ние на крајот од краиштата. Тоа е природен отпор практично, да. Да, меѓутоа тоа е веќе проблематично кога вие ќе научно и стручно и академски ќе ја гледате историјата од денешен аспект. За се има образложение и за се има толкување по однос на минатото, како, зошто и што се случило практично и како ние треба да ги објасниме тие процеси. Сепак ние не треба да заборавиме дека во состојба кога македонскиот народ целел кон формирање на сопствена државност, а со тоа и сопствена нација по урнек, се разбира и на соседните држави и по урнек на западните држави, се соочувал со голем број на потешкоти. Дел од тие тешкоти кои што ги имаме во документите, се разбира, ги имаат и соседите во нивните документи, е што Македонија, Османлиска Македонија како поле представува поле за надпревар меѓу соседите по однос на приграбување на територијата и приграбување на историјата. Што е штетата која што ние имаме од сите тие пропаганди кои што се случувале на територијата на Македонија? И тоа што Македонија успеа самостојно да формира држава и државност во 1945 година, меѓутоа нашите соседни држави тоа го оствариле со помош на големите сили, па можеби од 80 до 100 години порано. Така. Сега, вие кога ќе идете на една битка каде што треба да ја докажувате, да го докажувате вашиот идентитет и вашата државност, на веќе постоечки изградени системи кои што пуштиле пипци на вашата територија преку институции, преку црква, преку училишта и така натаму, вие имате тешкоти тоа да го направите. И сега, нашите соседи во 45-та година како ново формирана држава не гледаат дека ние крадеме дел од нивната историја која што они веќе ја поставиле на територијата на Македонија. Многумина од македонците, верувам, па и она што го приметувам по социјалните мрежи е што доста емотивно реагираат на сите напади и на сите обвинувања кои што ние ги имаме и како народ, и како нација, и како држава. Не, апсолутно. Огорченоста и
лутината по однос на тоа каква треба да ни биде нашата реакција, генерално е таква, мислам дека е погрешна и мислам дека треба апсолутно смирено и апсолутно со чиста глава да ги поимаме историските факти и да ги толкуваме и да ги образложуваме. За се има зошто и така натаму. Да, но меѓутоа вие зборувате како научник сега и како истражувач, а просечниот човек нема волја едноставно да навлегува толку длабоко во работата. Човек треба да биде рамнодушен, рамно да застанува и да рече чекајте, вие зборите што сакате, ние ќе ви кажеме нашето. Но тоа е многу тешко, човек е природно емотивно суштество. Има потреба да исфрли одреден вид на енергија, емотивна. Ја разбирам пораката од ваша страна, но од друга страна се обидам да се ставам во кожата на просечен човек кој што чувствува дека е нападнат, неправден и реагира на тоа на единствениот можен начин што го знае. Меѓутоа не и да ја сведуваме историјата на фудбалски направи. Не е. Така Сепак енергијата мораме да ја канализираме. Што е она што е добро за сите нас е едукацијата, образованието. Добро, ние малку историјата, ако сме реални, ја ставивме малку на ниски гранки во последниот период, да бидеме реални. Да, и генерално тоа е мојата критика. Ние многу повеќе мораме да инвестираме во историјата. Едно време сакавме да ја укинеме целосно, да стане нешто тамо како пропратен предмет. Кога ќе видиме соседните држави колку вложуваат во историската наука, ќе видиме ние на кој дередже од нашиот развој сме образован во однос на ова поле. И апсолутно е неспоредливо. По однос на имањето на институти, по имањето професори, па и студенти. Видете колкав е бројот на студентите кои што се запишуваат на историја на филозофскиот факултет. Се помалку и помалку. Од година во година се помалку и помалку. Зошто е тоа така? Затоа што едноставно немате средства. Хуманистичките науки генерално бележат еден пат. Луѓето се ориентираат, особено младите, кон природните науки и онаму каде што има приходи, да не има видиме екзистенција сега, и така натаму. И токму затоа државата овие кревки науки кои што постојат мора да ги поддржи и мора да ги потикне да се развиваат. И не е само историјата тука. Тука и археологијата ќе ја сместам во ист контекст како една помошна историска дисциплина која што и на нас историчарите ни помага. Ако ние сакаме, бидејќи Македонија не може да се пофали со масовен туризам како соседните држави кои што имаат море, ние мора да се фокусираме на културниот туризам. А културниот туризам ни го носи историјата и културното наследство и природните убавини. Што го имаме на апсолутно големи количини. Ако ние не успееме нашите археолошки локалитети да ги отвориме, да ги презентираме, а со тоа да развиеме еден културен туризам, тогаш ние не ја постигнуваме целта како држава. Ние фаќаме удолница. Тоа не е случај со Република Турција. Јас 7 години поред работев за Државната агенција за промоција и развој на Република Турција за Македонија. Јас како новинар во Македонската радио телевизија имам направено над 20 документарни репортажи, филмови за турското културно наследство, од Едрене, завршувајќи до ванна граница со Иран, Ирак, горна Месопотамија. Па, од моето искуство, колку Турција вложува во промоција, не зборувам за истражување, вложува во промоција на своето културно наследство, ние сме на, би рекол, на многу ниски гранки, затоа што само нивните приходи се над 80 милиони евра годишно во промоција на тоа наследство. А да не зборуваме таму, Турција палимсесна на цивилизации, на култури. Дури ни тие немаат кадар да ја покријат цела таа огромна територија. Ние сме мало парче земја кое што навистина со малку средства, меѓутоа голема посветеност можеме многу да направиме, а со тоа да ја презентираме Македонија по однос на рутите културни, па тука се и винските рути, тука и природното наследство. Имаме со што да се пофалиме пред светот, а верувам дека историјата зазема значаен дел од целата таа културна промоција. И она што го велам, често ќе ме прашаат во Република Турција, како со храната во Република Турција. Знаете, турската храна е една од најпознатите гастрономии во светот, апсолутно. Во светот. Јас велам, не ми се допаѓа затоа што е премногу зачинета и користат многу луто, што му штети на мојот организам. Меѓутоа, македонската храна, не го зборувам ова дека сум македонец, е навистина повкусна од турската храна. Меѓутоа, каде потфрламе ние во сето тоа? Турција знае да ја спакува како продукт, да го извезе, да го продаде. Ние кога станува збор за пакување на нашите добра и на она што треба ние да го продадеме, да го извеземе како продукт, ние тука потфрламе. И тоа е нешто што треба ние да се фокусираме по однос на што треба да му покажеме на светот, што е она значајно што
ја прави Македонија да биде вредна, да се посети и да се истражи. Апсолутно, и оваа емисија нека биде дел од тој повеќе, ако така можам да кажам, да институциите навистина да се обрати внимание на ова прашање. Штета е едноставно да не бидеме во чекор со времето, да не го искористиме тоа што го имаме и да не најдеме начин на крајот на криштата да заработиме. Живееме во капитализам, така стојат работите. Добивката е многу кратна, не е само во пари, тука зборуваме и за ширење на културата, за представување пред светот и така натаму и така натаму. Но да се вратиме на вашата работа во Истанбул, ќе дојдеме и до делот со дипломатскиот, условно кажано, и културниот дел. Се уште сме кај Македонската револуција. Вие неодамна, помина веќе пар години, направивте една голема изложба Потрагите на револуцијата, така беше? Лица на револуцијата. Лицата на револуцијата. Сега подготвувате нова. Да. Заедно со уште еден Душко Апостолски. Душко Апостолски, така. Главно се работи за изложба на фотографии. Оригинални фотографии. Ова е многу важно. Не било какви фотографии. Оригинални фотографии. Вие по време на вашите социјални мрежи објавувате понешто од тоа. Неверојатни информации споделувате при самото објавување на овие фотографии, кои што се најчесто тамо некаде од крајот на 19 век, почетокот на 20 век, тамо има и некои турски генерали, меѓу другото, меѓутоа има и познати борци на револуционерната организација, па и некои не толку познати, меѓутоа фотографии кои што буквално фрлаат нова светлина на нивните животи, на нивната работа. Неодамна објавивте една која што ми остана во памет. Например, нема поем јас, иако сум историчар, а претпоставувам посечниот граѓанин па воопшто, дека еден наш револуционер се занимавал со фотографија професионално во еден период и тој самиот создавал фотографии на кои што овековечувал други припадници на организацијата. Па да, веќе измина 2 години од мојата и на Душко изложба која што имавме во галеријата во Македонската академија на науките и уметностите, како што споменавте, и изложбата е насловена Лица на револуцијата. Меѓутоа сега следи второто продолжение, тоа е Револуција во кадар, каде што овој пат ќе бидат објавени повеќе фотографии. Зборувам за оригинални фотографии кои што како колекционер приватно ги и јас и Душко ги собираме од пазарот кој што ги нуди на антиквитети, значи на пазарот на стари работи во Македонија. Македонија ни е сорсот, изворот претежно, меѓутоа исто така набавуваме и фотографии, ги откупуваме од соседните држави, Република Бугарија, Република Грција, меѓутоа и Република Турција во понов период, затоа што генерално историјата била испреплетена на овие простори, границите не биле како што се денеска, така што и фотографијата циркулирала слободно во сите овие простори и не можеме да ја врамуваме. Така што до нас стигнуваат навистина интересни оригинални фотографии, тоа се фотографии од претилинденскиот период, илинденскиот и постилинденскиот период. Тоа е периодот на појавата на фотографијата во Македонија, тоа е веќе средината на 19 век, камера македоника како дел од камера отомана, зашто ќе следува и еден, морам да го најавам, фотомонографија по однос на историјата на македонската фотографија, затоа што овој сегмент не е работен стручно во Македонија. И ние се соочуваме првпат со работи кои што нашата историографија воопшто го занемарила овој аспект на културното живење. Се разбира, има изблици, има индивидуалци кои што индивидуално работеле определени делови, меѓутоа генералната слика нас се уште не ни е сработена. Особено зошто е тоа важно? Важно е затоа што фотографијата во нашата историографија не е третирана како историски извор. За разлика од големите теоретичари на методологијата на историската наука, ја вбројуваат фотографијата како значаен историски артефакт кој што кажува многу за историјата. Апсолутно. И фотографиите кои што ги поседуваме, ние и ги откупуваме и ги презентираме, изложуваме во јавноста, се фотографии кои што навистина
црпиме многу информации за историјата на Македонија, особено фокусот е ставен на македонското револуционерно движење. Мораме да знаеме дека на територијата на Османлиска Македонија било многу тешко да се фотографира. Да, имало фотоателеја и во Солун првенствено како центар се јавува, меѓутоа и во другите градови, Скопје, во Битола функционирале определени фотографски ателеја, во Кавала, во Сер и така натаму, меѓутоа работата е што кога ги гледаме оние, ја би рекол, иконски фотографии на борци и на револуционери со пушки, со ками, со бомби, позираат во студио и така натаму, тоа било речиси невозможно да го направите вие во Македонија. Зошто? Затоа што вие и сами од себе си, меѓутоа и фотографот го ставате во опасност, да. Во потенцијална тоа никој не би го опасност, размислил така. И токму затоа голем дел од фотографиите се направени во соседните држави, првенствено во Бугарија, затоа што во Бугарија флуктуирал најголемиот дел од македонската. Добро, ова е фер да се каже. Така Значи, кога ќе видите фотографија најчесто од некои војводи, како што велите, со полна боева опрема, тоа е најчесто снимано во соседството. Во соседните погранични градови, меѓу кои што Софија како центар. Не треба да заборавиме дека и оние култни фотографии на Гоце Делчев се направени во студиото на Владиков во Софија. Меѓутоа мораме да потенцираме. Владиков бил член на Македонската револуционерна организација, практично се занимавал со револуционерни работи, затоа што тој фотограф е кукушанец по потекло, а и Гоце Делчев е од Кукуш. Така што голем број од фотографите кои што работеле на територијата на Бугарија имале и македонско потекло. Таков и еден Коста Размов, кој што е охридски фотограф, кој што имал ателје во Софија. И најголемиот дел од бугарската, личностите од бугарската преродба и од бугарската револуција се фотографирани кај него во студио. Тоа е еден од раните фотографи. Вие го споменавте и фотографот од Битола, Анастас Лозанчев, кој што имал и свое фотоателје во Битола. Внимавајте. Интересен момент, револуционер и фотограф. Да, меѓутоа не е само тоа. Само тој. Исто така има и во Скопје познатото фотографско ателје на Ѓорги Попов. Ѓорги Попов бил култен скопски фотограф кој што фотографирал и работел фотографија дури пред браќата Манаки во Битола. И така натаму. Бил член на Скопскиот револуционерен округ. Исто така и војводата охридски војвода Ташко Арсов дури се занимавал со фотографија. Тоа најубаво го опишува Алберт Сониксен во неговата книга Исповед на еден македонски четник, каде што одвојува едно цело поглавје за војводата со саканиот занает, фотографијата. Затоа што, верувајте, фотографијата на Македонската револуционерна организација била многу битна. И била поради пропагандата. Ширењето на пропагандата, со тоа ширењето на идејата. Култот, знаете, кога ќе излезат тие фотографии на нашите револуционери во едни комицки пози со пушки така натаму, еве ќе ви кажам како мемоарската граѓа тоа го работи во Бугарија за време на 19-тиот и почетокот на 19-тиот век. Па за Машко, ако не се вклучи во револуционерната борба во Македонија во тој период, која што нормално е во еден полнек и луѓето биле во занес, па вие да сте биле ученик во некој од Софиската гимназија, без разлика дали сте македонец, емигриран во Бугарија или сте бугарин, апсолутно предноста била ако се вклучите во таа револуционерна борба, вие не сте можеле девојка да фатите во школото, ако немате позади себе заднина, некаква револуционерна заднина со таква тежина, и тоа мемоарската литература го потврдува. И токму затоа фотографијата е многу битна. Многу е битна заради пропагандниот печат во Бугарија. Впрочем, и предавството на Гоце Делчев доаѓа преку фотографијата. Да, тоа е еден текст кој што јас го елаборирав на научниот собор во Пула, Република Хрватска, минатата година. Имено во Македонско-Одрински курир списанието е објавена фотографија на Гоце Делчев непосредно пред неговото навлегување во Македонија 903 година. И тоа фотографија без никаква експликација, што апсолутно алудира на предавството кое што е направено. И тоа е еден текст кој што го спремам заедно со документите од Турскиот државен архив. Имено кога најдовме со професорот Ѓокташ еден многу интересен документ во Османлискиот архив. Имено кога Македонско-Одрински курир во Софија 903 го објавува ликот за прв пат од Гоце Делчев, инаку Делчев е лик кој што не сакал да се фотографира. И тоа го правил свесно. Затоа што вас фотографијата ви е еден вид документ за апсење, така е. Апсолутно. Одбивал да се фотографира, меѓутоа во весникот е објавена неговата фотографија, за жал без никаква експликација или објаснување.
турските власти или турската шпиунска мрежа на државната безбедност, кога се објавува бројот македонско-одрински курир, прават исечок на фотографијата, ја пуштаат по тајна пошта за Истанбул, ја пуштаат во сите вилаети од Софија, по сите центрите на вилаетите, со образложение придружна документација на османо-турски, која што ја преведе професорот Ѓокташ и навистина алудира на предавството на Гоце Делчев. И сега интересните моменти ќе дојдат оваа година, кои што планирам да ги објавам многу брзо. Вау, ова е навистина многу важно за целата македонска историографија, би рекол. Во подготовката на овој разговор спомнавте нешто многу важно, имено дека турската полиција во тоа време и тајните служби и воопшто државата како таква секогаш феноменално се носела со проблемите кои што ги имала од сепаратистичка природа, еве така да кажам, од нивни аспект гледано. Значи, против револуционарната организација во Македонија или било каде, секогаш биле на лице место. Впрочем, и толку многу предаства има затоа што турците секогаш имале агенти на секаде. Да, тоа е точно. И тоа го потврдуваат документите кои ќе ги преведете. Затоа велам, ние не го познаваме турското гледиште и турската документација по однос на македонската револуција. Што е најмалку половина, ако се осмелам да кажам. Апсолутно. Кај нас се преведени определен број на книги, документи, турски документи за историјата на Македонија, од нашиот институт за национална историја, објавени МАНО и така натаму, кои што говорат за определени векови, од 16 век па се до 20 век и така натаму, селективни документи, меѓутоа ние никој пат не сме навлегле во сршта на тоа како Турција гледа на нас. Практично станува збор кога ќе ги преведете документите и кога ќе ги видите. Навистина станува збор за една навистина добро организирана мрежа, која што била инфилтрирана на секаде во сите пори на општеството. Често пати во самата организација имале луѓе, ова е фер да се каже. Апсолутно. И тука веќе да не мисли некој дека сите тие биле светци, имало меѓу нив и апсолутно. Ќе ви кажам еден куриозитет. Култниот скопски фотограф што го споменав Ѓорги Попов, ќе го објавам сега во текот на месец март негови интересни фотографии, е убиен 1907 година во Софија по наредба на организацијата. Дори Христо Мато во неговите спомени вели, ама тој беше шпион, работеше за турските власти и така натаму. Сега, тоа треба да се провери, дали е тоа така, бидејќи Ѓорги Попов бил член на Македонската револуционерна организација, но дали бил санданист или можеби некој намерно му има посочено дека мора да ги даде фотографиите на определени личности, тоа е веќе прашање кое што треба да се позанимаваме сигурно. Сигурно. Многу тешко да се. Исто владиката Карамангелес ги обвинува браќата Манаки дека соработувале со властите и дека преку нив директно се земале фотографии на македонски револуционери. Колку е тоа така, исто треба да се провери. Затоа организацијата си имала свој фотографи, каде што ќе можела да се фотографира, да биде на безбедно. И токму во поголемите градски центри, главните фотографи биле членови на Македонската револуционерна организација, го имаме Лозанчево, Битола, го имаме Попово, Скопје, го имаме, исто така имаме и фотографии во другите помали градови кои што на еден начин биле инкорпорирани во револуционерното движење и знаете дека е безбедно да отидете да направи определена фотографија и за пропагандниот печат, меѓутоа и за вас лично. Меѓутоа се разбира има и такви фотографии кои што под страф од репресија, од власта и така натаму, биле кооперативни, тие фотографии ги давале. Сега, благодарение на тоа што ги дале тие фотографии, денес се зачувани во Османлискиот архив и ние можеме да ги користиме и да ги имаме. Меѓутоа, не само фотографиите. Многу интересни документи има во Османлискиот архив и на целата онаа кореспонденција. Нели, ние како историчари ќе видиме дека турската власт утепала некоја чета, заробила дел од комитите, им ја одзела документацијата и така натаму. Како беше провали, оние провали. Сето тоа е зачувано и сето тоа се чува и така натаму. И во периодот кој што следи ќе објавиме навистина интересни документи. И сега, како се утврдува автентичноста на сите овие фотографии? Вие добивате, да речеме, фотографија, па ваши канали, не навлегувам, дали на пазар, мислам на пазар за такви антиквитети, дали негде во некоја архива, наоѓате фотографија, на неј се гледате лик, бидејќи на крајот на криштата сепак ова се фотографии истории по 120, 130, 140 години,
кои што по квалитет не може да се споредат со ова сега се разбира и по многу нешта, како се утврдува автентичноста дека да, навистина на таа и таа фотографија е тој лик и дефинитивно сликан, фотографиран тамо и така натаму. Тоа е претпоставувам прилично компликувано. Па има методологија на работа кога станува збор за идентификација на личностите, меѓутоа и уште поважна идентификација на самиот автор на фотографијата, кој е фотографот. Тоа е многу битно исто. Голем дел од фотографиите кои што ги набавуваме имаат подпис. И имаат посвета. Обично има и посвети. Па ние како историчари првенствено ги црпиме информациите отаму. Втората е компаративната метода, споредбената метода. Сепак историјата и државните архиви веќе имаат акумулирано архивски фондови од семејствата, од институции кои што се занимавале со револуционерната дејност и така натаму, меѓутоа и со општествена дејност, па сите тие биле донирани со текот на времето во државните архиви. Тие излегуваат со фотографии каде што ние можеме да направиме споредбени анализи. Не сите личности од фотографијата ги препознаваме, некои за жал се уште остануваат непрепознаени. Вие кога се фотографирате во 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, вие не правите една фотографија. Вие вадите 10 фотографии, вадите 15 копии од истата фотографија, со посвета ги давате на своите најблиски луѓе. Така било тогаш, да. Така било што тогаш. Што е со фалсификатите? Зборам, дали некој може да ви подметне, фотографија на која што, не знам, способен фалсификатор ќе напише нешто што многу му личи. Не, затоа што имате лик и се знае дали е тоа, сепак и проверите. Сепак полесно е да се фалсификуваат документи отколку да фалсификувате нечи лик, особено 19 и 20 век и така натаму. Што може да ви подметнат? Може да ви подметнат испринтана фотографија залепена на друг тип на картонче. Например, имаше еден фалсификат фотографски кој што се направи. Тоа е фотографијата на Гоце Делчев и наводна во наводници, ќе кажам, на Пејо Јаворов, кој што излезе наводно дека тие се, знаете, во 19-тиот век како имате бркови мустаки слични на Гоце Делчев, идентификацијата ви е, па секој втор може да види Гоце Делчев, да, малце само да наликува. И кај нас, па не само кај нас, гледаме и во Бугарија се прифати таквиот тренд и надвор, да некој лик ако наликува на некого, веднаш му ставаме блискост дека станува збор за идентична личност. Кај нас имаме фотографии на Гоце Делчев на кој што не е Гоце Делчев. И во социјалните мрежи флуктуираат таквите фотографии. Ова е добро да се каже, затоа што вие рековте човекот не сакал револуционерот многу да се фотографира, а јас лично имам виждаме по социјалните мрежи цела низа на фотографии од него и сакам да ви речам, чекате како ли да се слика. Човеков се сликал секој ден. Не само од него, има од многу други револуционери кои што во суштина не се тие. Станува збор за други личности и други настани и така натаму. Особено не дека станува збор за веридба на Гоце Делчев со Јанка Каневча. Такво нешто не се случило воопшто и нема. Например? Да, за да ние идентификуваме дека станува збор за тие два лика и така натаму. Апсолутно, и затоа треба да бидеме многу внимателни кога објавуваме нешто и многу внимателни кога се занимаваме со историска граѓа која што треба да понуди таа историска граѓа, отвара многу прашања кои што треба да дадат одговори, меѓутоа треба да бидеме внимателни и во одговорите. Но имаме два проблема. Ако некој сака да подметне, може да подметне лесно. Во денешно време вие со помош на компјутерска технологија можете да преправате, додавате, измислувате, а второ, верувам дека не секој едноставно сака да гледа на начин на кој што вие гледате на работите, зборуваме истражувачки, професионално и така натаму, да некои луѓе едноставно им се допаѓа да повторно да става, да објавуваат нешто заради лична промоција, заради тука веќе влијае степенот на едукација. Меѓутоа со самиот разговор кој што го иницирате, ние навлегуваме веќе во други полиња на разговор. Практично со вештачката интелигенција денес можете вие илјадници ликови, па и видеа. Може да сие се со вештачка интелигенција може Гоце Делчев тука да го ставиме, како да ви обяснам. Со нас да седи овде. Да, и интересен феномен е што не сите луѓе, а голем дел не може да препознаат што е вештачка интелигенција, особено кај видеоматеријалите. Јас препознавам на социјалните мрежи и видеоматеријали. Меѓутоа, тоа е тема веќе за друг разговор. Меѓутоа, тоа е порака која што морам да ја дадам до сите оние кои што сакаат да се занимаваат со оваа работа, да читаат, да се восхитуваат, па и да коментираат по социјалните мрежи. Секогаш, кога ќе го прават тоа, да направат избор од соодветен, адекватен историски материјал, кои што ќе го прочитаат, кои што ќе го акумулираат, обработат, за потоа да можат да го дадат во јавноста. Се што не е направено на овој начин,
е апсолутно аматерско гледање на историјата. А социјалните мрежи нудат се поле податливи податливи. Затоа и ние истражувачите, па еве јас велам и академските професорите кои што се занимаваат со историја, треба да влијаат во јавноста и да бидат малку поактивни во презентацијата на историјата, на историските ставови, на историските материјали, институциите пред се. Јас сум позитивно изненаден и од Државниот архив на Македонија. Ние имавме една плодна средба во Истанбул со директорот на Државниот архив на Централните архиви на Република Турција, каде што навистина остваривме една плодна соработка и верувам дека голем дел од тие материјали кои што Истанбулскиот архив ги нуди, дека ќе бидат пренесени, микрофилмувани во Државниот архив. Знам дека еден корпус веќе има од неодамна однесен во Државниот архив и наша базна станица треба да биде Државниот архив во Македонија, кој по институционална должност ќе си ги превзема тие архиви и ќе ги нуди за истражувачите во Македонија. Сега колку имаме истражувачи, колку луѓе реално може да го прават, веќе тоа е друга тема на муабет. Како директор на Македонскиот културен центар, она што ми е мене предизвик е во рамки на центарот да инсталираме и компјутерска опрема која што ќе ја поврзиме со Државниот архив во Турција преку лозинка, затоа што морате да бидете жител и државјанин на Република Турција, па и центарот да го направиме сите оние кои што ќе сакаат да дојдат и да истражуваат, да им скратиме на времето, од времето поминато по јавен превоз, по хотели и по време поминато во архивот, да може тоа да го направат во Македонскиот културен центар преку логин, пасворд, да се поврзат со дигиталната архива на Државниот архив во Турција и многу да го поедноставиме процесот. И се разбира, Државниот архив на Македонија е тука да се истражат сите оние документи кои што треба да се истражат и верувам дека во иднина ќе успееме во тоа. Секоја чест за овој напор, меѓутоа што друго работи Македонскиот културен центар во Истанбул? Така, ние сме како центар работиме на презентација и промовирање на македонската современа култура. Стандард, тоа е основната цел, се разбира. Да. И во изминативе 2 години, колку што сум, неполни 2, колку што сум јас таму, верувам и знам дека успешно го работиме тоа, иако сме еден мал тим во кој што работиме, јас и Хулија Хилми, вработената во центарот, меѓутоа сепак се трудиме и успеваме да на најдобар можен начин го презентираме она што Министерството за култура ќе ни го подготви како материјал за презентација. Има интерес во Турција за... Апсолутно дека има. Македонија може да се каже дека во Турција се гледа како свето име. Не поради фактот што сме живееле долго време во иста држава, туку свето име затоа што таткото на модерна Турција, Кемал Ататурк, е родом од Македонија. Практично јас и во шега со моите пријатели во Турција им го напоменувам тоа, да не бевме ние, немаше вие да го имате Кемал Ататурк. И така натаму, исто така и првиот републикански премиер на Турција, Али Фети Окјар е од Прилеп и така натаму. Голем е корпусот на интелектуалци и на воени лица, исто така и на луѓе кои што од османлискиот административен систем преминуваат по балканските војни на територијата на Турција и ја издегнуваат особено по грчко-турската војна. И токму затоа тие, имајќи ги во предвид тие информации, Турција е поврзана со Македонија, сакале ние или неќеме, и они се многу горди на нивното македонско потекло, сепак на нивниот прв човек Кемал Ататурк, кој што во Турција е култно име, култна фигура и така натаму. И тоа нема да се смени ниту во иднина, затоа што тој човек многу дал и има придонес кон развојот на турската држава, турската култура, мисла, образование и така натаму. Но да не заборавиме дека во Турција има голем број граѓани со македонско потекло. Вие спомнавте Кападокија, просто за мене, јас знаев дека во Измир има македонци, знаев дека ги има во Истанбул. Бројна е заедницата, морам да кажам, на турско население кој што потекнува од Македонија. Сепак, како мене и како вас, македонци по национална свест нема, меѓутоа тоа се луѓе кои што се или турци, или со албанско потекло, или македонци муслимани, кои што припаѓаат на турската националност и ги има навистина во голем број. Но корените им се од тука, да не се лажам. Апсолутно. Од Чанакале па се до Измир, Маниса, тој појас е, навистина можам да кажам,
преполн со луѓе од Македонија. Исто така е многу интересно и оваа година во Македонскиот културен центар ќе имаме презентација на еден таков проект. Има енклави во внатрешноста на Турција, каде што иселени се македонско население, особено од егејскиот дел на Македонија. Станува збор за македонци муслимани на територијата на денешна Кападокија. Со Лозанскиот мировен договор од 1923 година и размената на население помеѓу Турција, Грција и Бугарија, голем дел, ако не и најголемиот дел од македонците муслимани од Костурско, Воденско, Мегленско, Леринско и така натаму, се иселени од територијата на Грција и населени во најнеразвиените подрачја на Турција. А Кападокија 20-30 години е прилично неразвиено подрачје. А исто така грчко население од Понтите, од Понт, тоа е северниот дел на Турција, се населени на териториите на земите на македонците од егејскиот дел на Македонија, вклучително и македонците муслимани. Кога вие ќе живеете на територија која што била неразвиена со текот на времето, меѓутоа ќе се доведете во ситуација, да, на почетокот сигурно на тие луѓе им било многу тешко и многу мачно. Меѓутоа многу интересно, нивниот мајчин јазик е македонскиот. И они од егејскиот дел на Македонија во Кападокија си го носат својот јазик со себе. И се уште е таму. Својата култура, па не само тоа. Кога доаѓаат во Кападокија, дури и топонимијата, хидронимијата од Костурско, од Воденско, од Леринско, они се инкорпорираат, апсолутно ја преименуваат. Па дури и денеска, бидејќи Кападокија е туристички центар на Турција, истите тие луѓе кои што живеат таму денес се сопственици на хотели, сопственици на ресторани, имаат навистина убав и пријатен живот, работат, действуваат, дури и продуктите кои што ги создаваат таму се со македонски имиња. И многу интересно што говорот они што го имаат како енклава во кападокиските региони е оригинален костурски говор, воденски говор, мегленски и така натаму, кој што не е заразен со грчко влијание. Например, кога ќе отидеме денеска во овие места во Егејска Македонија, ние, да, луѓето кои што живеат и се македонци таму, го зборуваат својот македонски дијалект. Но со примеси, да. Но со влашко влијание, лингвистичко, грчко лингвистичко влијание. Додека како ви останал оригиналниот. Англицизми, странски зборови. Додека во 20-тите години овие луѓе и нивниот јазик, нашиот јазик, е конзервиран. И што изискува тоа? Тоа изискува да нашите институции многу поактивно се вклучат во лингвистичката обработка на тој јазик. И тоа е многу важно да ние во иднина однесеме. Знаете зашто? Зашто процесот на акултурација се случува таму. На асимилација се случува таму. И тој јазик ќе исчезне со генерациите. А младите луѓе денес се селат или во Анкара со студии, или во Истанбул и така натаму и веќе го губиме. Ако не побрзаме институционално, за жал, ова прашање ќе влезе во сфера на други некои држави од соседството, кои што ќе си го приграбат за своје лингвистичко наследство. Впрочем, тоа и го прават, меѓутоа сега можат и да имаат и уште едно плодно поле за работа. Ова е дефинитивно уште еден повик. Оваа емисија, морам да признаам, е буквално, освен информативната димензија и повик за разбудување, ако така сакам да кажам. Дефинитивно македонските институции морат да вложат повеќе напор, повеќе средства за да дојдеме до она што имаме право да дојдеме, до тоа што е наше едноставно. Сосема за крајот на оваа емисија, наскоро доаѓа вашата изложба во март, рековте? Не во март. Изложбата ја планирам за крајот на годинава. А за крајот на годината? Да, заедно со мојата колекција, колекцијата на Душко Апостоловски. Еве и да го поздравам имено, живее и работи во Австралија. Поздрав за Душко. Изложбата ќе брои повеќе од 50 на фотографии оригинални, необјавени, најголемиот дел од илинденскиот период и моментално работиме на продукција на истата. Изложбата е насловена Револуција во кадар и ексклузивно македонската јавност, па и сите оние заинтересирани ќе може да видат првенствено како изгледа оригинална фотографија, покрај репродукциите кои што ќе ги има. Знаете зошто, кој е куриозитетот? Од 1945 година, од државноста, па се до првата изложба која имавме пред 2023 година, во Македонија не е направена изложба на оригинална фотографија од илинденскиот период.
Зошто? Затоа што државата немаше средства и немаше посветеност кон обработката на фотографијата како историски извор. За разлика од Република Бугарија, која што го има приматот се уште по однос на документацијата, вклучително и фотографијата, што е и нормално, бидејќи нашите дејци, нашите револуционери во Бугарија, во Софија наоѓале прибежиште од целата таа, би рекол, бурна историја која што се случувала на македонската земја и многу било тешко да вие покрај толку менување на власти, на војни, да вие вашата архива ја создавате слободно, да ја донирате, така е кога немате држава. И верувам дека оваа изложба навистина ќе даде поттик за посериозна институционална вклученост во она што го работиме како истражувачи и повик кон државата да нас, истражувачите, не инкорпорира и не вклучи во системот со цел збогатување на институциите пред се, а со тоа збогатување и и презентација на државноста како што треба. Нашата историја да ја презентираме како што треба, затоа што видите, визуелниот фотографијата го дава визуелниот момент, таа е визуелна категорија и така натаму. Ако не пристапите вие како историчар на визуелизација на историјата вас ќе ви биде нешто апстрактно. И тоа нас ни се случува веќе подолг период. Ја доживуваме апстрактно нашата историја. Не. За да ја научиме, за да ја совладаме, ни треба визуализација на историјата и ова е прв чекор кон однос на тоа како треба да се проучува нашата историја. Апсолутна подршка во таа намера. Ратајковски, благодарам за гостувањето. Ве чека пат во Турција, имате таму многу работа. Со трпение ќе чекаме и вашата изложба. Благодарам за ова прекрасно гостување. Молам, ми беше задоволство. Да, почитувани гледачи, тоа беше се за ова вечер. Имам јас уште многу прашања за господинот Ратајковски, меѓутоа ќе оставиме нешто и за понатаму. Мислам дека доловивме многу важни аспекти од македонската историја, меѓутоа и од она што треба да го направиме и како институции, и како народ, како нација, како сакате, затоа што на крајот на криштата, ако сами себе не се заштитиме, нема кој друг да го прави тоа во наше име. Утре во 15 часот е репризато издание на оваа емисија, а јас ви посакувам пријатна вечер.